оваа година фолклорната дејност ја завршуваме со ревијата на традиционални носи од Горновардарска етнографска целина. Ова е втора година поред како што ја одржуваме во Центарот за култура во соработка со Универзитетскиот ансамбл Македонија. Првата ревија ја организиравме пред 2 години, каде што беше посветена на Шопско-брегалничката етнографска целина и беа прикажани најрепрезентативните носи од Шопско-брегалничката. Потоа по долг известен период, по 2 години работа, Министерството за култура ја одобри ревијата, втората ревија на носи од Горновардарската етнографска целина, така да фолклорната дејност ја заокруживме со ревијата и посветена на градот Куманово, посветена на празникот на градот Куманово и ја посветивме исто така на Центарот за култура како крајен дел од крајниот проект за фолклорната дејност. Фолклорната дејност напорно работи. Јас како етнокоролог со моето доаѓање во Центарот за култура се посветивме многу повеќе на таа фолклорна дејност. Во самиот склоп на Центарот за култура познато ни е дека работи фолклорното друштво СРМА. Можеме исто така да се пофалиме дека Министерството за култура многу добро ги препознава нашите добри проекти и ни ги одобрува во склоп на годишната програма. Годинава можеме да кажеме дека фолклорното друштво СРМА имаше доста настапи надвор од државата, каде што беа повикани во Република Турција, во Република Србија и во другите останати држави, но исто така е присутно на доста манифестации, доста семинари. Во склоп исто така на годишната програма во фолклорната дејност го организиравме исто така по втор пат семинарот за традиционална музика и игра, кој што беше посветен овој пат за шопците, за котурците, нешто што е препознатливо за градот Куманово. Пак остануваме нашата тема ни е градот Куманово и околината негово. Потоа работевме на, како што кажав, на празникот Илинден. Тука ни беа вклучени исто фолклорното друштво СРМА и културно-уметничкото друштво Бајрам Шабани по повод празникот 2 август Илинден и ја споменав ревијата како последна во теков на 2023 година. Идната година ќе остануваме исто пак на ревијата. Ревијата ќе биде најверојатно сега за Брсјачката и за Деверско-реканската етнографска целина. Остануваме исто така за семинарот за традиционална музика и игра, кој што го посветуваме веќе. Првиот фокусот ни беше оставен во Куманово, вториот семинар веќе тргнавме на кај Крива Паланка, на кај Свети Николе, сега тргнуваме некаде на кај градот Скопје, малце да ја видиме таа релација Куманово-Скопје или Скопје-Куманово во минатото како била. И обработуваме еден проект, односно ќе го обработиме едно од познатите ора што се среќава во Македонија, не откриваме ништо. Ќе биде обработувано, ќе има некаков системско музички настан, нешто поврзано со традиција, нешто со современо, значи работиме доста продуктивно, да кажеме, за фолклорната дејност.